Почитувани, владата и институциите предводени од СДСМ преку конкретни мерки и политики на дело покажуваат вистинска грижа за граѓаните. Во време на глобална економска криза растат платите и пензиите, а стапката на невработеност има тренд на опаѓање. Отворање нови работни места е еден од врвните приоритети на СДСМ. Една од клучните алки по борбата против невработеноста е оперативниот план за активни мерки и програми за вработување. За 2022 година оперативниот план е со буџет од 1,8 милиарди денари или околу 30 милиони евра, што е за 5 милиони евра повеќе отколку за минатата 2021 година. Преку овој план ќе бидат опфатени речиси 15.000 лица, а во фокусот ќе бидат ставени младите невработени лица до 29 годишна возраст. Зголемен е опфатот на лица корисници на најпопуларната мерка, мерката за самовработување, со што е обезбедена финансиска поддршка за отварање на сопствен бизнис за 2000 лица. Преку оваа мерка се доделуваат грантови од 5000 евра за еден самовработен, односно 10.000 евра за двајца содружници за започнување на сопствен бизнис. За прв пат се воведува мерката Зелени инвестиции, која опфаќа инвестиции во процеси кои овозможуваат создавање на зелени производи или услуги, ги намалуваат или елиминираат штетните влијанија врз околината, енергетска ефикасност на објектите и воведување на обновливи извори на енергија. За реализација на оваа мерка обезбедени се над 26 милиони денари, со неа ќе се опфата 312 лица. Со оперативниот план за 2022 година продолжува поддршката на мерката практиканство, каде е проширен опфатот на 1620 невработени лица до 34 годишна возраст, кај работодавачи од приватниот сектор, но и граѓанските организации. Мерката Младински додаток продолжува, а преку неа месечно ќе се исплаќаат по 3000 денари за 3500 млади до 23 години, кои се вработени во директно производство, што е за 1000 лица повеќе во однос на минатата година. Почитувани, преку оперативниот план за вработување досега се вработени десетици илјади граѓани и затоа ова е една од мерките која е клучна за намалување на стапката на невработеност. Преку успешни политики успеавме стапката на невработеност да ја намалиме на 15,7% со интенција за едноцифрена стапка на невработеност до крајот на мандатот. Продолжуваме со реализација на мерки и политики кои го штитат животниот стандард на граѓаните и обезбедуваат забрзан економски раст. Благодарам.